но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која немаш право да покажеш, и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи на ТВ Нова. Мои вечерашни гости се мои познати аналитичари, Александар Даштевски, Оливер Андонов. Добро вечер. Добро вечер, благодарам. Мислење, че го почитувам, но овој состав претпоставувам дека не гарантира тешка дебата каде што ќе има несогласување меѓу себе. Едноставно затоа што не успеавме да обезбедиме гостин од така наречениот спротивен табор или аналитичар кој има поинакви ставови околу актуелната политичка ситуација, што не мора да значи дека ќе биде во наредната емисија, но мислам дека е доволно да проанализираме во каква ситуација се наоѓа Македонија и како можеме да излеземе од оваа криза. Ако почнеме од надвор, денеска Брисел расправаше и за Босна и Херцеговина и за Македонија. Ми се чини дека Могерини го предаде извештајот после посетата на Западен Балкан. Имаше неколку пораки додека беше тука. Генерално денеска што можев да прочитам од насловите е дека да, има криза во Македонија, но дека Западен Балкан и Македонија има капацитет самата да се справи со тоа. Дел од министрите за надворешни работи на состанокот во Брисел расправале за Македонија, немале заклучоци, но размениле мислења околу состојбите тука. Констатираат дека сме во криза и дека треба да се излезе, но од оние што дале изјава, што можев да забележам, Андонов Даштевски, е дека сите очекуваат Македонија самата да излезе од кризата, значи од таму и насловот и на Могерини пораката, и дека не треба да се мешаат останатите држави. Поставувам дека се мисли на платформата за која оценките се дека доаѓа од надвор, дека е на некој начин наметната, што ја обременува политичката криза и добива некои, не само внатрешни, некои регионални рамки. Даштевски? Па, тоа е така во ЕУ, значи таму е невообичаено мешање. Ние некако, поради тоа што се случуваше во последните години, сите работи ги сваќаме како нормални, иако треба конечно да застанеме за одредени своји ставови и да не дозволиме мешање од надвор. Веќе тоа беше од одредени политичари кои се инволвирани во нашата криза, како што се Кукан и Вајгел, беше осудена таа платформа, дека не е добро. Тоа нормално дека овој Вајгел го објасни тоа како исто како словенците во Австрија, во Италија, во Хрватска и Унгарија да направат една декларација и да дојдат со таа платформа во Љубљана. Тоа би било сватено во Европска унија како преседан, како нешто што не е видено во европската политика, кај нас тоа се сваќа кога не се мешат надвор како нешто нормално. Па така јас го сваќам и разговорот на Могерини со председателот Иванов, како разговори што се мислењата на Могерини, а што се неговите мислења, и веројатно тоа било пренесено таму и затоа сметаат они дека имаме ние капацитет да го решиме, инаку како што немаат право другите, како и што самите констатирале, да се мешаат во внатрешните работи на овие држави на Балканот, така и Могерини нема право, ниту пак Столтенберг или НАТО или било кој да ни се меша во внатрешните работи, тоа е спротивно и на демократските процеси, нели, да се мешате во внатрешните работи на една демократска држава е спротивно на меѓународното право, бидејќи секоја држава, додека не се докаже спротивното, има свој собствен суверенитет кој е на прво место пред сите други работи во државата. И затоа се сите овие полемики, но сакам да кажам дека мислам дека во целата балканска посета што имаше Могерини, видовме како што се случуваше во другите држави. Дури во Босна воопшто не отиде.
под изговор дека не било добро времето на аеродромот, а всушност било 15-16 степени Целзиус, што е, меѓутоа таму не може да се соберат воопшто. Не знае со кого да разговара политичарите, бидејќи секој води своја политика. Од Црна Гора опозицијата не дојде, влезе во празен парламент, во Србија беше дебакал тотален со викање уа и други работи. Значи, целата турнеја, сега не знам уште каде беше, меѓутоа, не знам, во Косово и во Тирана, целата турнеја и беше многу лоша. Сметам дека сепак во Македонија добро помина, сметајќи дека се уште не е решена состојбата, нели? Се уште се решава што ќе се случува со владата нова, со парламентот, со бирање на председател и така натаму, така што таа била запозната и тоа го поставила на маса. Денеска слушнавме дека Питер Сијарто, кој е министер за надворешни работи на Унгарија, ќе се обрати во Европската унија и ќе бара немешање во внатрешните работи на Република Македонија. Всушност, Унгарија и Австрија се најблагодарни за она бегалска криза која ние успеавме сами да ја надминеме. Имавме мала помош од тие земји, особено од тие така наречени земји кои се граничат со екс-ју територии, како што се Унгарија и Австрија. И тука се очекува да го каже својот став за немешање во внатрешните работи министерот за надворешни работи на Австрија, Курц, па ќе видиме што ќе се случува во наредните денови. Меѓутоа, апсолутно е сега таа состојба. Се обрати генералниот секретар на НАТО дека треба да се реши и како треба да се реши. Меѓутоа, официјално ние имаме изјава на амбасадорот Бейли, за кој веќе се води истрага, знаеме дека е директно инволвиран и заземал страна во процесот во Македонија, и тоа лево ориентираната страна. Меѓутоа, од официјалната американска политика ние немаме се уште никакви препораки, која е всушност главна политика моментално, и бидејќи ние стратешки партнер, ние САД. Така што ние продолжуваме во таа насока. Вчера имаше изјава од директорот на Heritage фондацијата, кој рече дека не треба да се меша тоа, објасни дека Сорос се мешал, дека УСАИД е замешана. Ние до сега не сакавме ништо да кажеме за УСАИД, сметајќи дека тоа е државна агенција која ги дели парите на обврзниците даночни на САД. Меѓутоа, тој, како што кажа директорот на Heritage, дека тоа е високо корумпирана агенција во светски размери позната, затоа што врши перење на пари. И Џорџ Сорос не можејќи сам да го поднесе овој, како да кажем, промена на поредокот кој се обиде насилно да го направи покрај изборната волја на граѓаните, тој во еден момент се врзува со УСАИД и парите на УСАИД одат преку Џорџ Сорос повторно ориентирани кон лево од центарот, што е и дел од истрагата која ќе се води во САД, затоа што нив ги прашуваат на кои медиуми вие делете средства во Македонија. И тука веднаш ќе се види, не може тоа да се избегне. Таму нема како кај нас да се остави тоа по страна, можеби затоа се уште е тука амбасадорот, бидејќи според мои информации веќе има дојдено човек од Вашингтон во име на новата администрација на САД, кој ќе ги истражува работите на терен, што е направено и кои се тие луѓе што се инволвирани во тој процес, бидејќи во текот на преговорите, разговорите со македонската левица, десница, беа инволвирани повеќе функционери од американската амбасада, имаше задолженост за во суд кој ќе интервенира, кој ќе интервенира кај невладините и така натаму, да се види кои се тие функционери што се инволвирани во тој процес, бидејќи како што наведуваат тие, а строго е забрането, испротивно на Виенските конвенции за дипломатско право, мешањето во внатрешните работи во една држава, и тоа е спротивно како на американската политика, меѓутоа тоа беше и заложба на председател Трамп пред изборите, дека САД веќе нема да се мешаат во внатрешните работи на другите држави. Така што сметам дека во таа насока ќе се одвиваат работите. Знаеме сите дека НАТО 80% и од силите и од влијанието е на САД во НАТО. Така што ако ви се обрати генералниот секретар на НАТО, меѓутоа тоа нема подршка од Пентагон, тоа не значи ништо, затоа што таму Пентагон е главната сила која може да направи нешто.
затоа што нели втората база по големина е Бонстил во Косово, понатаму во Италија има 2 бази и така натаму во Германија. Така што тоа се американски бази кои се многу повлијателни, помоćни од било кои други структури, воени или ако сакате државни, бидејќи нели таму државите се представени во НАТО. Добро, отворивте многу прашања. За почеток ќе ги доанализираме. Господин Андонов Бештевски спомна неколку точки, но ги спомна и бегалците и бегалската криза. Беа важни за Европа, беа важни и за нас. Се спомнува во неколку аспекти, особено аспектот на безбедноста во регионот и на Македонија, бидејќи така голема бројка на луѓе поминуваат из една мала држава каква што е Македонија. Посетата на Курц се врзуваше исто така и кога дојде тогаш и изјавата сега околу бегалците. Дали сега не сакам да прашам дали се спрема нов бран, бидејќи тоа е прашање за друга тема, но според некои аналитичари, значи дали станува збор за создавање на политичка клима во Македонија, која што ќе биде подложна на некои од тие предлози во Грузија, во Западен Балкан, значи можеби Србија и Македонија се градат бегалски кампови за голем број на бегалци. Нешто што вчера беше доста искоментирано во јавноста. Денеска стигне едно мало до објаснување од кабинетот на Курц. Не знаеме сега на што да веруваме. Беше прво вчера за камповите, денеска дека не мислел баш така, туку дека станува збор за финансиска помош на Македонија и за помош во однос на реадмисија на бегалците. Значи, дали можете да направите една паралела и компарација што е за нас добро, што лошо и каква влада е битна за Европа во овие две сценарии или едно сценарие? Стабилна, нестабилна, не разбирате што сакам да прашам. Во целата оваа ситуација на политичка криза која веќе многу долго трае во Македонија, која за жал од многу политички ниски, тривиални причини на Социјалдемократскиот сојуз и воопшто опозицијата, истата се продолжи. Јас сум убеден дека да СДСМ останеше цврсто на позицијата на македонскиот идентитет, заштита на македонскиот идентитет, сувереноста, независност и унитарноста на Република Македонија без проширување на било какви и задирање во било какви прашања како што се проширување на некои дополнителни права на етничките малцинства, особено на албанското малцинство, дека ние ќе имавме многу подруги односи во Македонија, ќе завршише кризата и ќе имавме една релативно стабилна влада, без разлика на политичките несогласувања помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, ќе имаше некои други текови кои ќе се одвиваа. За жал, она несреќна кованица Западен Балкан, за која долго време пишував и го анализирав тоа и од политички дискурс, но и од еден класичен онака географски дискурс дека нешто такво во поимот во географијата не постои како поим Западен Балкан и дека е тоа една измислица која е политичка кованица за окарактеризирање на некои држави и земји, а која преиде во политичка употреба која е крајно некоректна. Ни дојде пак во последната изјава на Курц како бегалски кампови, нели? Мислам дека тоа е една несреќна изјава на Курц, кој сушност се врати наназад 1-2 години, кога во екот на бегалската криза истото ова ни го нудеше Аиво Орав, отворено го нудеше да добиваме, не знам, таму по 20 евра дневно од бегалец, ако примиме 50.000 бегалци, па колку тоа пари ќе било и таква работа. Така што мислам дека ова е само еден обид повторно на Европа да опипа еден пулс дали некој од политичките структури во Македонија ќе се закачи на таа приказка, пред се од крајно лукративни причини, нели, да добие некоја паричка повеќе. Кој предлог во тоа време од Аиво Орав, даден од страна на Аиво Орав, беше одбиен од тогашниот премиер Никола Груевски, и тоа и донесе дополнително почитување на Македонија во меѓународните односи како земја која цврсто ги координира, ги контролира
своите граници, иако граничи со земја држава на Европската Унија. Во овој контекст мора да кажам дека добрата вест за нас е после онаа неуспешна, јас би ја нарекол неуспешна кампања на Могерини низ Балканот, каде што доживеа неколку фијаска, и после сето онаа што го демонстриравме и како држава и како народ, дека имаме волја и желба самите да се справиме со оваа долгогодишна криза која ни е наметната од надвор, а за жал во која се употребени политички структури во Република Македонија кои мислеа само на себе како да дојдат до власт, поттикнати со странски пари, како што кажа колегата Даштевски. Добрата вест е дека самите можеме да се справиме. Тоа е како еден заклучок. И навистина сами можеме да се справиме. Мислам дека во тој контекст еден од најзаслужните за појаснување на состојбата во Македонија и демонстрирање на капацитет за справување е и председателот Иванов и неговото поставување како вистински државник дека во оваа состојба во која единствено можеби председателот како институција не е доведена во прашање, иако се обидува да го направат тоа опозиционерите, буквално сите институции државни да ги растурат, па затоа имаме сега во моментов проблем со формирање на нова влада, а владата техничка која во моментов функционира е со некои недефинирани министри во министерствата, бидејќи тоа се случи после пражинската влада, така да кажам. Председателот направи една голема работа со тоа што објаснувајќи им на представниците на Европската Унија, конкретно на господјата Могерини, дека ние сме држава која може да води сметка за себе и за својата безбедност. И навистина, верувајте, да немаше мешање од надвор, ние ќе покажевме уште поголема подготвеност и побрзо да се справиме со кризата и да имаме нормална влада. Основното прашање кое сега се поставува како проблем, односно кое вие го поставивте како прашање, дали на некого би му одговорила стабилна или нестабилна влада. Зависи што сака од таа влада. Што очекува. Ако очекува да таа влада прифати да за 20 евра од човек примиме 50 или 100.000 бегалци, тогаш му одговара една нестабилна влада, односно една влада која е мека и не е заинтересирана на заштита на националните интереси на Македонија и за безбедноста. Ако смета на тоа дека ќе имаме влада која ќе контролира кои се поминува низ Македонија и ќе ја штити територијата и интегритетот на Македонија, односно ќе ги штити националните интереси и безбедноста на државата, тогаш им треба цврста влада, но тогаш нема давање пари и Македонија нема да се претвори во камп, во гето за мигранти. Имаше некои прочитав анализи дека или мислење дека ако е пазарот не 20 евра по бегалец, туку побрзо членство во Европската Унија. Не се дали ќе биде тоа со промена или без промена на името, но имаше и такви коментари. А дали некогаш се реализирало некое такво ветување од Европската Унија? Или нам ни е јасно дека Грција како дел од Европската Унија постојано не блокира, како и во НАТО, за членство? Колку мапа, 19 мапа спроведовме по прашање на членството во НАТО, па се уште сме на исто место. Значи не се во прашање тука, ај направите ова, па направите она. Мислам дека за Македонија заврши. Барем кога ќе се однесува прашањето за идна некоја влада на ВМРО ДПМН, предпоставувам дека било кој да дојде на чело на таа влада која ќе биде поддржана од ВМРО ДПМН, завршува времето во кое Македонија ќе повикува странски медијатори и ќе прифаќа такви понижувачки предлози, ако го направите ова, ние ќе ви дадеме ова. Така. Господин Даштевски, ги споменавме неколку министри, вие споменавте од денешниот состанок, како тие ги сваќаат состојбите во Македонија и нивните ставови околу тоа како треба да се реши. Во една од изјавите на хрватскиот министар за надворешни работи Штир се вели дека на Советот на ЕУ беше спомената процедурата за избор на нов претседател на Македонското собрание, со што Советот за надворешни работи влегол во некаква материјална расправа околу состојбите на Македонија. Тоа е актуелно и тука, има различни мислења околу тоа како треба да се одвиваат работите, сосема спротивставени
политички гледишта и експертски и политички околу тоа. Што води во едното, што води кон другото. Досега имавме две квалификации за државен удар. Првиот беше на Заев кон Иванов со недавањето на мандатот, вториот беше на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски дека државен удар е платформата на албанските партии. Да. Ке чекаме трета формулација за државен удар ако се направи обид за влез во парламентот на еден ваков начин. Тоа може би била четврта. Кој Забораваме пуч. Тоа беше класичен државен удар. Уцена на високи... Постизборниот период говорам за оваа ситуација. Нема, тоа не можеме да го делиме, се извинувам што се случи. Не можеме да го делиме тоа. Ова е континуирана криза во Македонија, ова е планирана криза, значи започната некаде 2009-10 година во која улогата на Зоран Заев, на СДСМ и нивните барања нон-стоп некој да ни помага од надвор, зошто беше Ван Хојт тука? Токму од тие причини. Значи целиот тој редослед на случувања беше наменет точно да Зоран Заев може неказнето некого да уценува. И тоа беше првото прашање за пуч. А потоа можеме ние да зборуваме колку сакаме за последиците, затоа што и одлуката на Иванов и коментарот на Груевски, па дури ако се не дај Боже случи да се обиде некој на сила да формира влада, па народот одговори на друг начин, да има четврти, пети или не знам кое продолжение на така наречен пуч. Основното прашање е пуч кој Зоран Заев го изведе во Македонија и се уште учествува во него, зошто не го процесуира? Зошто продолжи да функционира уставниот преседан наречен СЈО, како впрочем и многу други преседани што имавме благодарение токму на мешањето од надвор. Дашевски, околу оваа сегашна ситуација. ситуација. Дека прашањето беше за сегашната ситуација и се спомнало со право на ова што кажа. Се спомнало во ЕУ дека нели може за избор на председател на собрание. Јас мислам дека тоа не е спорно прашање во овој момент, спорно прашање е избор на влада. Затоа што нема мандатар. За да се избере една влада според уставот мора да има мандатар. Нели мандатот го дава председателот на државата според член 84 и тој може да одлучи да не го даде ако е во прашање доведен суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Како што е во случајот, нели? Да, во случајот и затоа сметам дека не може денеска нели се најавува некои активности дека насилно ќе се направи влада и така, не може кој ќе биде мандатар и кој ќе го определи и ако го се само определи мандатарот, тоа е само власт, е спротивно на уставот, спротивно на законите, веќе има луѓе што седат во столици кои ги сменил тие. Треба мандатот да го даде председателот, председателот не го дава мандатот поради платформата која е изгласана, така наречена сега позната, сите веќе ја викаат, прво ја викаат платформа на албанските партии во Македонија, сега ја викаат платформата од Тиран. Може би таа платформа да седна некаде во Македонија да си ја направат албанските партии, па макар и ме ја пратили од Тирана, ќе беше многу подобро за Република Македонија, меѓутоа таа платформа дојде после изборите. Може би, како што тврдат албанските партии, дека тие ја имале во нивните програми, ние нели сега двојазично стае на локално ниво и не ја разбираме таа програма. Ама ќе слушневме да беше така, мислам дека не е тоа така. Да ми е друго, значи таа платформа македонските граѓани немале можност да ја видат и да се произнесат за неа. Инаку во принцип тие 300.000 што гласа се сепак малцинство на оние 455 илјади што гласа за ВМРО ДПМН, бидејќи платформата треба да биде на сите граѓани. Не може да биде само да ја подпишат СДСМ, како што викаат најголема албанска партија во моментот, они барем така сметат, дека се посилни од ДУИ во бројот на гласови, и другите албански партии, како што се нели овие што ја подпишаа платформата, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците. Значи, според мене, ако бидејќи тоа беше прашањето, нели, дали постои таков пуч, мислам дека добро, може да се каже дека Никола Груевски мислеше на тоа, меѓутоа самата платформа е таков пуч што до сега немало таков пуч и немало по-голема опасност за Република Македонија. Ако прочитате платформата, уште во точка 1 од платформата веднаш се поставува тоа дека албанскиот и македонскиот јазик треба да бидат два службени јазици на територијата на Република Македонија, што е спротивно на членот 7 од уставот, каде што став 1 пишува дека токму се бара уставна промена да се направи. Е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо на територијата на цела Република Македонија, а став 2 и 3 се однесуваат за локалната самоуправа каде што е службен, или
јазикот на една од заедниците која е малцинска, а и заедницата која има над 20% е исто така службена, а се употребува и кога е по 20%. Меѓутоа, тоа се мисли на сите држави. И тука да го разјасниме тој поим сега што го употребуваат за граѓанско општество. Значи, тука имаме граѓанско општество во оваа ситуација кога беше рамковниот договор, кога се работеше за сите етнички групи. Сега веќе никој не ги спомнува другите етнички групи. Србите, ромите, македонците, власите, и македонците сега имаат проблем со платформата, власите, бошњаците и така натаму сите други етнички групи. Тие се тотално на страна, дури ако се збори, ако се донесе тој закон за јазици, ќе биде закон за употреба на албанскиот јазик. Сега не знам тоа како ќе го изведат, меѓутоа све прифаќаат и сите оние најопасни точки се како да кажам, во платформата, се во точка 1. Значи, тука е и за јазикот, тука е за химната, знамето, името. Точка 2 е. Не, тоа е точка 1. Точка 1. Точка 1, ставови се тоа, посебни ставови се. И на крај се споменува, не, името е на крај, а во точка 1 се грбот, знамето и... Да се отвори дебата, сеопфатна дебата. Символите на Република Македонија. И сега Заев кажува во овие интервјуа и за хрватска телевизија, слушавме и за македонската, дека тие работи ќе се разговара за тоа. Замислете вие да во било која држава, посебно овие со национална гордост, па еве да кажеме и во соседните држави, да предложите да се разговара во Албанија за знамето, дали да се смени, бидејќи има 500.000 гласи или не знам, има и грци, ама таму вели срби, црногорци и така натаму. Символите да го отчитуваат, значи, тоа се работи за кои не се разговара. Токму промената. И тие се ставени уште во првата точка. Друго што е провокативно и што представува државен удар е точката уредување на односите со соседите и првата точка у тоа, првиот став да кажеме во таа точка е да се вклучат албанците во преговорите со Бугарија. Ние со Бугарија имаме таа еден договор за заедничка соработка каде што нели употребуваме 3 јазика, бугарскиот, македонскиот и англискиот и така натаму. Меѓутоа немаме некои други прашања во моментот освен тоа што они нели остваруваат некои своји права во парламентот. Но втор став во тој дел е заедничко управување на границите со Албанија и Косово. И тоа некој го промовира овие денови како па видите и тоа се прифаќа, па како тоа. Тоа е во платформата. Значи тоа е прифатено веќе. И затоа може би се бара службен јазик на целата територија, бидејќи ако се отворат границите, вие имате 4,5 милиони или колку 4 милиони од едната страна албански граѓани, а од другата страна имате 1,5 милиони. Така што тие не можат на таа територија со отворени граници да функционираат нормално. Значи тоа е другото прашање, кога ќе се изгуби идентитетот со јазикот, на крајот доаѓа она брз влез во НАТО и пред тоа уште едно прашање за промена на името. Значи да се седне да се разговара за промена на името и владата да се вклучи во тоа. И сега тоа го оправдуваат нели овие денови со тој граѓански концепт. Таков граѓански концепт не постои. Во правата, граѓанските права кои постојат на луѓето, да не кажам човековите права. Тоа се човекови права, поединечни. Човековите права може да бидат индивидуални и колективни. Значи индивидуалните права се во Уставот уредени и тоа буквално се пресликани од меѓународните документи. Универзалната декларација за човекови права и Европската конвенција за човекови права и слобода од Рим 1950 година, ова од 1948 година, се пресликани во глава 2 во Уставот. И тоа граѓански и политички права и економски, социјални и културни права. Тоа е граѓански концепт на едно општество, со тоа што кај нас во Уставот, после донесување на амандманите, се уредени колективните права, односно тоа се права на етнички заедници, затоа се викаат колективни, бидејќи на една заедница, и се дадени повеќе од тоа што представува меѓународен стандард. Така што отворањето повторно на процентното учество во вкупниот број на население. Отворањето повторно на Охридскиот рамковен договор би значило можеби и смалување на некои права што се дадени како мнозинство на права и нешто што во последен момент многу се употребува е таа позитивна дискриминација. Вие имате сега тројца, четворица кандидати за да кажеме има оглас во влада за влез во влада, да се вработат во влада. Од тие четворица кандидати, нели владата во последно време праќа кандидати во Русија, во Кембридж, во Оксфорд, за да имаме, да видиме во чекор со
образованието и сега ако некој има да кажеме диплома магистарска од Кембридж, тој нема да влезе, значи ќе влезе некој ама тоа се повеќе права отколку подамна се преминува и при уписот на факултет. Не само тоа, еве на пример, тоа го кажувам често пати, значи често пати не општините каде што е доминантно мнозинство, на пример од албанската етничка заедница, не се обезбедува превод за овие што се од македонската, да речеме во Тето, во гостите. Се случува да нема превод и овие не ни одат на седниците, не може да одлучуваат во Советот, затоа што нема превод, да. Така што сакам да кажам, ако зборуваме за државен удар, да ги погледаме добро правилата во таа платформа и ќе видиме дека тоа е нешто испланирано според мене, бидејќи Оливер рече негде 2009-2010, според мене тоа почна 2008 година. После притисокот на Џорџ Буш, бидејќи Џорџ Буш Јуниор навистина сакаше ние да влеземе, и после тоа, ако се сеќавате, нула неколку дена беше во Скопје присутна, вршеше притисок ние да го смениме името, сватија дека грците нема да попуштат. Затоа што тогаш нели беше предвидена она клаузула Република Македонија во заграда Скопје и тие и таа не ја прифатија, така што се свати дека тие нема да прифатат ништо, а сега и самите кажуваат дека нема да прифатат име во кое ќе биде напишано Македонија. Да направиме мала пауза, Даштевски, па ќе продолжиме. Моламе ни реклами, а потоа продолжуваме на овие теми. Да, еве да повторно во аргументи на ТВ Нова. Дојдовме на некој начин до материјална расправа околу платформата. За неја може да се говори за содржината, што таа представува и какви потешкоти предизвикува и на етнички, на меѓуетнички, на секаков план и на политички и на начинот за формирање влада, но има и два аспекта. Едно е кој е напишал и зошто, второ е оно што треба да ја прифати таа платформа, значи самиот автор, партиите на албанците со помош на Рама или не, но македонската страна која што треба или не треба да прифати таа платформа и што ако ја прифати, но што и ако не ја прифати, бидејќи вие во едно од првичните образложенија рековте, ако се сеќавам, ако СДСМ не ја прифатеше платформата, ќе имавме стабилна влада. Вака или онека стабилна влада. Да објасните оваа синтагма и она што пред малку го кажав околу тоа дали некој напише платформа за себе, но напише платформа што некој треба или не треба да ја прифати. Бидејќи едното ги вклучува или ги исклучува албанците и што какви реперкусии очигледно е дека платформата од Тирана или албанската платформа не соодветствува со националните интереси, тоа е жизнодавните национални интереси на македонскиот народ, на македонската држава, на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Единствено за една етничка заедница се значајни, односно за нив се прифатливи. Оваа платформа немаше да биде тема за никаков разговор, ќе беше само едноставна политичка изјава, постизборна политичка изјава на политичките партии на албанците во Република Македонија, да Зоран Заев не ја отвори вратата за неа. Како? Ја отвори вратата уште во текот на изборната кампања, со настапот во диаспората во Швајцарија, пред албанската диаспора зборувајќи, во Куманово, во Прилеп, не знам каде зборуваше се, значи тој одеше на варијантата да ја потикне таа платформа. Ние не ни знаевме дека таква платформа ќе има, а тој веќе зборуваше, што покажува една многу битна работа. Дека тој бил во координација со некои други центри на моќ кои му дале насоки што да работи. Тоа е дел од онаа што го кажа врзано со операцијата Пуч која Заев требаше да ја изведе. И тоа расчистува многу работи во перцепцијата на македонските граѓани кон тоа што се подготвувало и што се уште се подготвува за Република Македонија. Сега да дообјаснам зошто ќе имавме стабилна влада. Па никогаш немаше да им падне на памет на албанците, дури толку беа внимателни што и во текот на изборната кампања немавме екстремни барања јавно изнесени. Барем ја не се сеќавам дека имаше нешто такво. И никогаш немаше ниту на една политичка партија на албанците од Македонија да им текне да постават такви ултимативни барања пред македонските политички партии
условувајќи ги со формирање на влада. И тогаш ќе имавме влада во која требаше да се реализира пред се економска социјална програма за напредок на државата. Аха, тоа мислите И тоа ќе беше, да, и тоа ќе беше не сега. Не сега, не, Не мислите на влада во која што актуелно се говори дека поддршката што ВМРО ДПМН би му е дала на СДСМ како малцинска влада? Не мислите на таква влада? Тоа е сега втор дел. Тоа е втор дел. Значи јас се зборувам за тоа што ќе беше. Значи сега правиме една дистинција, знаете Љубиша. Заев ја отвори Пандорината кутија. Уште во време на изборите мислите? Почетокот на изборите ја отвори Пандорината кутија, давајќи сигнали дека е спремен се да направи. По изборите политичките партии на албанците од Македонија под покровителство на странски фактор и на Тирана ја донесоа таа платформа, ја искоординира и ја донесоа во Македонија и ја испорача на македонските политички партии. Очигледно е дека ВМРО ДПМН не ја прифати таа платформа, штом не формираше влада. Значи немаше ние зашто тука да зборуваме. Очигледно е дека штом Заев доби 67 мандати, Заев прифати да се исполнат барањата од платформата, инаку немаше да ги добие мандатите. И како доказ на тоа е тврдењето на Бујар Османи, дека ние се договоривме за реализација на платформата, затоа ги дадовме мандатите, не ги дадовме за друго. Сега може Заев да манипулира со јавноста и да зборува нејасно, па еднаш како ќе се истрча пред хрватската телевизија, па ќе каже некоја глупост како што знае да каже, ќе си признае, па после ќе зборува на 24 вести дека нема врска тоа, па после ќе каже на друга странска телевизија пак некоја вистина, ќе излета тоа од него и ќе прави општа забуна и конфузија меѓу луѓето што сакал да каже писателот. Всушност он се знае што сака да каже. Он што сакал да каже, кажал. 67 мандати добиени за спроведување на платформа се јасна приказка. Единственото прашање на кое треба да одговори во моментот Социјалдемократскиот сојуз е што се од платформата прифати? До која точка и запирка прифати? Дали се тоа сите 6 точки, со сите подточки што ги имаат, или е тоа, да кажеме, нешто во тој рок, нешто во тој рок или нешто во тој рок. Лично, моите сознанија и моето убедување по тоа прашање е дека се е комплетно прифатено, но му треба начин како да ги отвара работите. Во тој контекст ќе кажам една многу интересна работа која ми остана вака забележителна во она што го зборуваше Заев на ТВ24, кога кажа ќе падне бројот на пратеници кај ВМРО ДПМН, не знам кој од вас го гледал тоа и дали го забележал. Значи, дали он се надева дека некого ќе подкупи, ќе уцени или што ќе прави од коалицијата за подобра Македонија, за да на било кој начин го зголеми бројот на пратеници во кој он ќе може да се дрзне и уставот да го менува. Затоа зборувам, ние во овој момент, благодарение на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ кој излезе на улица да каже дека не може ова вака да функционира и да побараат нови избори, на кои нема шанса Заев доди, барем според моје убедување, ви кажувам дека он повеќе од ова што го доби нема шанса да доби, ние не можеме да имаме стабилна влада. Имавме шанса и има шанса се уште Заев. Нели, Груевски му понуди две опции, или да одиме на избори, пак, или да се откаже јавно од спроведување на албанската платформа, со што автоматски ќе ги изгуби мандатите на албанците пратеници, но бидејќи желен за власт, да прифати малцинска влада која ВМРО ДПМН ќе му е глас. Како би функционирала таа влада? Ова сега би кажал Дали може Тоа може да биде стабилна влада, дали ако работи интересите на Македонија. Слагаме во една работа и треба да ја повториме, значи да биде јасно за граѓаните, бидејќи мислам дека веќе секој знае, Оливер пред малку спомна и не е спорно според нас, например, според мене, а и он спомна, дека главната работа е промена на името. И ќе се оди на притисоци. Прво се бараше екипа која може да направи дестабилизација во државата, заради тоа да дојде до падна владеачката гарнитура која солидно ги водеше барем економските работи и поради тоа да се смени името. Значи тоа е главната идеја. И ние затоа имаме таква една мирна транзиција, бидејќи знаеме сите дека Бранко Црвенковски одби да ја спроведува таа
работа, дека Зоран Заев, меѓутоа му требаше екипа нели од поранешни структури на ДБК, односно поранешна УДБА, и истите тие структури што ја започнаа војната во 2001 година, односно конфликтот. Ако сакаме да кажеме дека немало војна, бидејќи внатрешен конфликт беше. И понатаму, значи тоа е најважно и ќе се оди до крај со тоа. И затоа такви се прашањата, односно точките во платформата. Не кажав главната точка, не ја прашав за која Зоран Заев не демантираше дека ја кажа, односно дека ја прифати. Значи главната точка е признавањето дека во Република Македонија, пазите ние сами да си признаеме, е извршен геноцид од 1912 до 1956 година. Тоа е прифатено, ја ќе го разбирам Зоран Заев, бидејќи тој спроведува агенда на одредени странски служби што кои се договорил претходно. Меѓутоа не можам да го разбирам делот од македонскиот народ, тие 300.000 и делот од пратениците кои не се блиски до него на СДСМ, како би изгласале тоа, затоа што видите, тоа е многу интелигентно замислено. Бидејќи сум ја проучувал платформата. Тоа не е се работи за промена на уставот. Туку вика да во парламентот да се подпише резолуција дека е извршен геноцид над албанскиот народ. Со тоа ние признаваме дека тие биле тука конститутивен, биле автохтон оригинерен народ и дека со тој геноцид сушо што фактички ние сега мора да признаеме бидејќи од 912 до 946, 45 или 44 Астон да кажеме, не сме имале држава, а дека друга држава извршила. И сега ни најавува Србија, ни најавува војна. Затоа се смета дека Македонија може да биде иницијална каписла, бидејќи премногу провокации. Понатаму она што се зборува. Сега вие треба да признаете дека од 43-та кога почнува нели народно-ослободителната војна, партизаните за кои СДСМ, затоа не ми е јасно мене како тие луѓе што се таму што го правеле тоа, сега си ќутат. До 56-та тие вршеле геноцид. Не само тоа, него тие што се бореле. Ајде после дошла некоја комунистичка партија и така натаму, па таа вршела, меѓутоа тоа го нема во ниеден документ, тоа го нема, не постои таков чин да се врши геноцид. Може би имало војна. Еве Джемо Хаса бил балист, а од другата страна нели еве во Куманово Бајрам Шабани бил партизан. И партизаните се бореле едни против други, значи против балиците, затоа што тие биле на страна на фашистичка Италија во Западна Македонија. Во тој дел каде што сега нели се мнози. Така што тоа може да се каже, меѓутоа дека се извршил геноцид, тоа е премногу сериозно прашање. Тоа значи дека масовно убивање без никакви пресуди, без никакви документи, туку влегување и убива. Знаете што значи геноцид. И автоматски ние сега треба да признаеме дека сме направиле нешто што е најголемо зло во свет се смета. Па дури да ги обвинеме србите кои така ги обвинуваат за Сребреница, тие не го признаваат, дека втор геноцид извршиле. Значи ки испада тие па е теген геноциден народ. И сега тоа е со 61 пратеник се носи, а може и помалку, не знам дали треба просто квалификувано или двотретинско мнозинство, мислам дека е двотретинско сигурно квалификувано. Дури не треба ни 61 пратеник да се донесе таа резолуција која Заев не одбива дека ја прифатил, каде што македонскиот народ ќе признае дека извршил геноцид врз албанскиот народ во тој период кога немал ни држава, што е абсурд по мене. Како може да признаете нешто кога не сте имали држава? Или како што Заев на хрватска телевизија сакаше тоа да го прошири, па рече други војски вршеле геноцид. Па ги вклучи тука и италијаните, и германците, и бугарите, и не знам кого се не. Да го земеме геноцидот во Руанда. Тоа го врши актуелната влада против другото племе кое било на власт кога биле белгијанците. А белгијанците намерно го земале малцинското племе за да можат да владеат со мнозинството. Се работи за хуту и туци. И знаеме дека хуту ги убивале туците и тоа не е тајна, со мачети оделе им сечеле глави. Тоа е геноцид и меѓународно признаен и за тоа е формиран меѓународен суд на правда во Танзанија, нели може во Хаг да биде, меѓутоа може блиску до државата каде што е извршен геноцидот, ова е Руанда, Танзанија, комшински држави, за да се судат тие што го извршиле геноцид. Значи ако некој извршил геноцид, треба репарација, треба надомест, треба државата, треба некој да одговара за тоа. Кој стоел за тој геноцид? Кој можел да напише такви тези во таква? Па еве сега ќе ви кажам, тоа сакав претходно да го кажам. Баш само на тирани не мислите да некој поголеми? Не е само тирана во прашањето. Само ќе ви кажам за да знаете веднаш. Значи месец дена пред инаугурација на Трамп, последна посета
на директорот на ЦИЕ, Беше тиран. што му беше службена посета, после напред да го сменат, после сега е Мајк Помпео. Беше на Бренан, екс-директорот на ЦИА, кој се виде со Еди Рама и разговараше за тоа. Знаеме се чудевме Шобара. Да, се чудевме што тој таму, тој замоли да помогнат во ова завршување на прашањето во Македонија, кое го тераат тие од доаѓањето на Клинтон, гледате дека има споменик на Клинтон. Ако е САД, администрацијата на САД во тоа време со геноцидот, да речеме. Значи тоа не признавањето на провокација. Тие имаат Тоа е алатка. Тоа е алатка. Тие имаат крајна цел промена на името. Влага, ако тешко проаѓа, зашто би ставил некој таков став кој што да речеме некој дума? Не, зашто тешко проаѓа? Па ви кажа Дастевски дека лесно проаѓа на парламент. Технички лесно, ако не се знае кој го извршил на територијата, кој е народ, бидејќи не го признаваат македонскиот народ, е денеска или вчера кога каже официјално села дека македонскиот народ не постои. Денеска кажа, да. Да. Денеска каже дека не постои македонскиот народ. Пред 100 години не постоел во пописните тефтери. Значи немало народ овде и дека тие се автохтон народ, што вика, тие се на оваа територија и на тој начин се веднаш се решава прашањето за име. Значи, вие имате еден народ кој е автохтон и имате некој народ кој тука функционира, кој е составен од разни, нели, соседни држави, неидентификувана маса и заради тоа може да ставите какво сакате име. И затоа треба, и затоа делот од платформата се надоврзува на тоа учество во преговорите. Во моментот е добро ова што многу народ излезе, дури и некои луѓе што никогаш не се занимавале со политика и уметници, како се вика, академици, црквата и така натаму, затоа што веќе ова не се работи за една политичка партија и друга политичка партија. Овде се работи за држава. Знаеме дека сите осрпки што ги направиме, значи со рамковски договор сега викаме сме дале повеќе од меѓу. Нема назад веќе. Значи, кој зборува нешто да се растори? Сега почнаа малку да споминјат, бидејќи тие со ова прашање го девалвираат Охридскиот рамковен договор. И фактички, ако се потпише таа платформа, тоа ќе значи... Ако се реализира таа платформа, нема назад. Ако се реализира, нема назад. Не, прво дали може да се реализира? Тоа е третото прашање. Тоа се така... Рековме, едно е пишувањето, друго е прифаќањето заедно. Затоа викам тоа што викаат американците, значи... Ама ако него не му е спремно, Љубише, знаете, ако не му е дадено на Заев агендата, како тој тоа ќе реализира? Дали таа ќе пројде? Затоа се Љубише, значи внимателно, значи затоа се тие tricky questions. Така, три прашања се така се направени да нема назад. Ако се направат влада, тогаш тие носат закон за употреба на албанскиот јазик. Така, преку закон со 61 пратеник ќе го пратени го носат. Ова е донесено да се направи резолуција која ќе ја потпишат помал број на пратеници. Значи така се направени да не мора двотретински. Добро одговори. Сега ако дојдеме ние, ако ги направиме овие работи, веднаш после не е проблем ништо. Значи сме го снели идентитетот, сме донеле резолуција дека тука некој народ извршил. Ние отворено нема они да настапат отворено да го сменат идентитетот. Ситуација да ние признаваме се дека е тоа така и дека ние не постоиме како нација. Се само укинува. Така. Но остануваат прашањата што ги почнавте едниот и другиот. Добро. А очекувам да ги доодговориме, бидејќи ова е материјалниот дел што го разговараме. Говорам за практичниот, формалниот дел, понудата на влада кога би се одбила оваа платформа од страна на СДСМ сега или одење на избори, бидејќи говориме за тие две опции што се актуелни на масо од страна на лидерот на ВМРО ДПМН, како негово видување за избори. Ама и двете опции се Љубиша многу реални. И одиме со реклами после вашиот одговор. Многу реални се и двете опции. Прва опција одење на избори. Одењето на избори ќе даде... Прва опција е влада. Да речеме, прва опција е влада. Тоа не е важно, Добро, не е битно, не е битен редоследот. Прва опција одењето на избори би ни дало отворен простор да по се што се случи, каде што сега се картите поприлично отворени. Едино сите знаеме кој на која позиција стои во државата. Каде стои Заев, каде стои Груевски. Сите знаеме кој на која позиција во однос на Република Македонија, македонската нација, граѓаните на Македонија, унитарноста, независност и суверенитетот, кој каде стои. Тоа знаеме и што би се случило сега на изборите. Ајде, предвидиме. Тогаш би можеле да одиме на јасна приказна дека Заев не ќе да прифати, да е тој сигурен во тоа дека ќе ги добие и тие избори, тој би одел на избори. Но тој сега знае дека прво не постои више Сорос приказката, нема кој да му даде таква странска поддршка, почетокот беше
Токму во таа насока имаме капацитет сами да се справиме, значи веќе нема разноразни амбасадори да трчат по МВР нагоре надоле за да сугерираат кој што да прави, да поднесуваат жалби до МВР дека медиумите водат хајка против нив во Македонија. Значи таа приказка ќе помине и заврши и нема кој да му даде подршка назад. Ќе биде на чисто. Само малку. Ако се оди на избори, ако СДСМ прифати опцијата избори, тоа значи дека првата понуда на ВМРО ДПМН да ја одбие оваа платформа и се оди на избори. Ако не ја прифати таа платформа, што би добиле тоаш? Не, вака сега. Значи може вие сакате да ми кажете, не, сега знаете како го разбирам. Трета опција. Сега го разбирам ова вака, дека зајавили не ја прифаќа платформата. За него е подобро да прави малцинска влада. Добро, тоа е текуно, тоа го зборуваме. Од двете понудени приказни за Заев би била веројатно најприфатлива таа, затоа што Груевски свесно направи саможртва, колку и да се изигруваат они со неговата изјава дека прифаќа да биде и малтретиран, и апсен, и гонет поради измислени причини, дека човекот е спремен да прифати таква политичка саможртва врз себе, само да не се удира по темелите врз државата и ќе подржи таква влада на СДСМ. Добро. Што е проблемот кај СДСМ? Значи, ВМРО ДПМН нема проблем со тоа. Штом Груевски излегол со таква приказна дека сам се ставам на жртва, нема проблем. Проблемот кај СДСМ што е? Тогаш СДСМ има само една опција, малцинска влада со тогаш отворено СДСМ не со без албанските партии. Не е малцинска влада тоа. Не, тоа не е малцинска влада со албанските партии. 7 пратеника има подршка. Добро. Тоа ќе беше малцинска доколку дуи не влезеш. Значи да не влезе, да ја отврли СДСМ албанската платформа, тогаш тоа ќе значи дека албанците ќе се повлечат од учество во владата, од подршка на таа влада. Па тоа го прашувам. Значи, ако ја одбие платформата, што добиваме ситуација? Каква ситуација добиваме тогаш? Ние добиваме ситуација дека Заев отворено ќе каже да, не сакам да учествувам во растурење на Македонија, веројатно можеби ќе си го подигне сопствениот рейтинг. Сега спекулираме, тоа да ќе се случи прашање. Не можеме да знаеме точно што ќе се случи. Ама се бара од него да го направи тоа. Значи има предлог од му и затоа реков Груевски да отвори. Ако тоа го направи да отвори, што правиме? Што ќе добиеме, каква ситуација тоа ќе добиеме? Ништо ќе си добие 100 пратеника да го подржат. Може да не 100, може да ќе бидат 97. Македонски пратеници, така. Така? 49. Не мора да биде влада, ќе има подршка. Има на албански пратеници да кажеме дека нема да гласаат за таа влада. Тоа е 20. Добро, затоа реков 98 нека бидат. Што ќе прават албанците? Тогаш се отвара една друга приказна. Да, па тоа е Тогаш се отвара една друга приказна во која дури тогаш можеме да видиме кој е капацитетот за спроведување на она што Дашчевски го спомна, да видиме сега каде е граѓанската иницијатива, односно каде е граѓанскиот концепт на општеството. Па да тестираме дали таква една влада која ќе распишува конкурс за прием на нови вработувања или конкурс за, како што спомна Дашчевски, вработување во влада, ќе прими по клjuč предвидено според рамковниот договор албанци. Но што ќе се случи тогаш? Вие сте безбедњак. Од тој аспект прашувам. Знам јас од кој аспект, јас тоа сакам да ви го кажам. Но што ќе се случи тогаш? Тогаш ресурсите, допирот до ресурси за политичките партии на албанците во Македонија ќе бидат скратени. Нема бенефити, нема допир до ресурси, нема одлука партиска за вработување на некога ако тоа така го прават, како што знаат некогаш да го прават. И нема да може пред сопствениот електорат да излезат со таа приказка и тоа е на нивна штета. Затоа постои опасност во таквата ситуација, постои реална опасност да се обидат да предизвикаат дополнителни немири. Оди тоа сите ќе бидат победници. Имам друго мислење. Сам неколку збора. Добро. Значи, што е поентата? Значи, само реклами имаме, па може да идеме прво со реклами па вашиот устав? Може. Оти ќе немаме време, ќе се Ајде одиме со реклами, а потоа Дашчевски. Ја мислам дека аргументи, Александар Дашчевски и Оливер Андонов, дојдовме до безбедносните аспекти од формирањето, неформирањето влада, одбивање на платформата. Значи, кога зборуваме за контекстот на формирањето на влада, а во безбедносен аспект во Република Македонија е стриктно поврзано со етнополитичкиот конфликтен процес во Македонија на релација македонци-албанци. Зошто? И теоријата и праксата
на етнополитичките конфликти не наведува на мобилизација, на етнополитичка мобилизација на малцинствата или етничките групи или етнокласите или како ќе ги дефинираме, зависи од тоа за кои етнички заедници се работи, но под покровителство и под иницијатива на лидерствата, на лидерите на тие етнополитички групи, првенствено не заради потребите на етничките заедници, односно малцинската заедница, туку поради потребите на лидерството за допир до ресурси. Мора да знаеме дека учеството во владата, во власта е допир до ресурси. За лидерството на политичките партии на албанците во Република Македонија тоа е допир до ресурси и целиот електорат кој за нив стои е нивна моторна сила која им дава можност да придат до тие ресурси. Сега, контекстот кој го поставивме за формирање на малцинска влада на социјалдемократскиот сојуз на која ВМРО ДПМН ќе даде поддршка, нема да учествува во неа, само да се откажат од албанската платформа. Имаме еден клучен сегмент тука. Прво, лидерите на албанските политички партии ќе ги изгубат допирот до ресурси. Второ, Тоа може да ги иритира. тоа може да ги иритира. Второ, тие ќе играат, токму е опасноста во платформата тука, што може да играат на таа политичка карта, еве не се остваруваат нашите национални интереси, но предноста од друга страна на македонските, така да кажам, политички партии е таа што може без врзување за остварување на нечија политичка платформа која не е од интерес на Република Македонија и занемарувајќи ги личните потреби на лидерствата на политичките партии на албанците во Република Македонија, да вклучат во својот состав етнички албанци од Македонија кои се експерти во своите области. Затоа сега ви дашта се ќе допрашам, но сакам да констатирам фактички ние сме се во ситуација да измислуваме, точно се враќаме кон едно граѓанско општество, кое што е како да е запоставено, а кое што неприменливоста до крај или комбинацијата со колективните и граѓанските права не стават во ситуација, ја носат Македонија од 90-та наваму, да ние заради политички мир во извршната власт имаме една политичка партија на албанците, без разлика дали некогаш била таа што победила на изборите или што не победила, под аргументот на легитимитет и нелегитимитет, но ние се доведовме во ситуација, ние како нација, како македонска држава и како македонци, како мнозинскиот народ, да сме со платформата сега уценети, иако влезат во владата со применување на платформата која што верите дека не прифатлива, или со неприфаќање на албанските партии во власта, со што повторно сме уценети, бидејќи тие тогаш ќе предизвикаат некаков можен незадоволство, непристапност до ресурсите и политичките елити да покренат некаков тип на незадоволство околу своите гласачи. Значи, како да немаме избор. Постои ли ова што вели и вие и Андонов, можност на трета опција, што би била граѓанска опција? Па мислам дека тоа би било така, би било како граѓанска опција замислено, бидејќи е малцинска влада. Знаеме дека тешко функционираат, меѓутоа ако има 100 пратеници поддршка, ако нема некои турбуленции, таа влада би можела да функционира солидно. И тогаш во таа ситуација се огледа дека нели 35 до 40.000 албанци, токму поради тој граѓански концепт гласале за СДСМ, може да се вратиме на концепција од 90-тите години. Знаеме дека првиот министер за финансии беше албанец, како врвен економист, како врвен интелектуалец. И да се вратиме да, например, во таа влада учествуваат и врвни интелектуалци, врвни експерти и политичари албанци, кои не мора да се предложени од тие партии. Бидејќи јас сум прво за консенсус во владата. Значи да се поканат сите албански партии да влезат. Ако не сака, тогаш останува оваа граѓанска опција да се уфрлат како што нешто слично направи председател во Советот за безбедност. Стави албански генерал, стави представник на албанците Флора Кадрију и така натаму, така што се направи тој Совет за безбедност, мултиетнички, се исполни тој Бадентјаров принцип, се исполни концептот да има и од албанците представници, така може и во владата. Значи да се направи тоа, бидејќи сега веќе тој концепт што владееше до сега е по мене неприменлив од една причина која сите ја знаеме. Овде, на ова место рече Никола Груевски, дека немој некој да ми спомне веќе мнозинска партија со мнозинска. Тој е пропаднат веќе. Затоа што нели
2008 и меѓународната заедница интервенираше и ДУИ врше притицуци поради тоа беа предвремените избори. 2006 имаше, па 2008, затоа што сака мнозинската албанска партија да влезе во власт. Сега сами го кршат тоа. Они затоа се мислеа дали само да ја подржат владата или да влезат во влада, меѓутоа сега пред некој ден донесоа одлука да влезат во влада и тој принцип никогаш веќе нема да функционира. Сега функционира затоа што сега само сака да направи влада, па им се потребни тие гласови. Меѓутоа утре никој и така тоа беше non-paper, не мајски некој договор, што правеле муабети за други теми, па правеле муабети за тоа и тоа 10 години се почитуваше тој принцип. Сега самите тие што го бараа го згазија тој принцип, го поништија принципот и сега било која македонска партија не мора да го почитува, бидејќи сами тие што го бараа го поништија и поради тоа може да се одлучи да функционира со друга, ако и таа одбие да бидејќи има 61 или 60 патенци во зависност од тоа дали има во диаспората или нема, и треба да се стават тие интелектуалци кои мислиме дека ќе бидат најквалитетни во овој момент, како што беше порано, нели? Експертската влада на начин во Никола Кјусев беше тоа. Значи тоа е едно друго. Вратата кон друг систем на воспоставување на коалиција. Друг систем кој би бил по-квалитетен би бил и секоја политичка што учества ќе ги предложи најдобрите кандидати, а ова што не учества ќе предложи врвни некои своји поединци кои можат да одговорат на тие прашања, да не бидат само марионети во владата. Од друга страна, во овој момент мора да мислиме и на тоа, геополитички сакам неколку збора само да кажам, дека во моментот во цел свет, а посебно во САД, победува десната опција на чело со Доналд Трамп, и дека ние мора да мислиме дека треба да се земе права вистинската страна. Бидејќи во Италија веќе даде оставка Матео Ренци, поранешниот премиер, кој е представник на левицата. Тоа ќе се случи сега и во Франција. Тенденцијата е во Франција, во Холандија исто така. Или Франсуа Фион ќе победат. Понатаму тоа Холандија има иста тенденција, има, нордиските земји има таква тенденција, затоа што ова се покажа како модел кој не може да се одржи, односно ги руши традициите на државите, а особено надвор од Европа, да кажеме. Вие не можете сега во исламскиот свет да ги промените нивните вековни традиции на носење бурка, на носење такви тие што се дел од нивните обичаи, традиција, начин на живот и така натаму. И затоа сега ова десната опција во потполност ја прифаќа глобализацијата, но со оние вредности кои представуваат религија, традиција, обичај во една држава, а левата ги представува оние кои значат форсирање на космополитизам, транснационални граници и транснационални граници и усвојување на концептот на лесни дроги. Господин Андонов, завршиме со вас во минута, ако може две. Сепак, која преферирате, изборите, лично, или ваква влада за која? Значи, вака сега. Морам да напоменам дека токму нели Ахмети и Дуи дали е реално, го урна овој принцип еден на еден или најголем со најголем и од сега натаму ќе го нема овој принцип, така што се отварат можности секоја идна влада да не е обврзана да биде во коалиција со некоја друга политичка партија од етничките заедници, туку ако може сам да формира, да формира. На овој начин ќе ги промовираме човековите права наспрем колективните права и од еден стручен аспект гледано ќе се намали капацитетот за етнополитичка мобилизација. Луѓето ќе сакаат сами да се промовираат себе си и ќе се вратиме на основите на парламентарната демократија, каде што мнозинството си го прави мнозинство и си завршува со работата, ако треба сам си формира влада. Што се однесува до вашето прашање, лично преферирам избори предвремени, бидејќи на тој начин ќе дефинитивно завршиме кризата. Ќе го одземеме. Дали имали другите политички партии, освен СДС, интерес за изборите? СДС нема интерес за избори. Дали другите партии мислите дека... Па јас не сум убеден дека во овој момент не сум убеден дека било која од албанските политички партии, со исклучок на Беса, мислам, не е расположена, не е расположена за одење на избори, бидејќи Беса има некој капацитет внатрешен за како нешто ново да се појави и да освои уште некој пратеник плюс, но другите мислам дека ќе паднат по тоа прашање. Особено ќе падне Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи одењето на избори сега ќе доведе до дефинитивно завршување на кризата, затоа што ви кажав и
предмалку спомнав пред рекламите да видат во претходниот блок дека сега ги знаеме, отворени се картите, ги знаеме кој на која позиција е. Само не знаеме што на кој начин до детали не го знаеме начинот како Заев ќе го спроведе тоа што го ветил, иначе знаеме дека ќе го спроведе. Така што преферирам избори и колку јас можам да влијам на тоа, можам едноставно да совет одавно да влијам, прво да ги повикам граѓаните на Република Македонија да издржат во тоа што обстојуваат и во искажување на својот јавен став дека не се согласуваат со оваа политика на социјалдемократскиот сојуз, но и на крајот да ги повикам пратениците во Собранието на Република Македонија да го дигнат својот глас против уривањето на татковината и да одат на варијантата да изгласаат самораспуштање на парламентот и одење на нови избори. Тоа е најисправната, најмакедонската, најкоректната, најтатковинската и државничка одлука која може во овој миг да се донесе. Благодарам што сте гостин во моменти на вашите изложени ставови околу тоа кој е најдоброто решение и кој е полошо и подобро решение, бидејќи се обидуваме да најдеме нешто најсоодветно за сите нас. Благодарам што за гостувањето. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја вршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.